Паулина, велиш дека каратето е твоја животна определба. Кои спортови освен каратето си ги тренирала досега? Кога бев маленка, правав гимнастика исто и одав на многу надправи там и победав там исто. И правав исто атлетик за трчање, running, и победав там исто на надправи и за школото сака јас да representation за школото и правав многу надправи там исто и дојдав прво место там. Да, инаку ти оди одлично македонски. Од ке треба уште малку да го усовршиш, меѓутоа одлично ти оди. Да, намерно не сакавме да преведуваме со цел извора да те чуеме како зборуваш македонски. Добро, кои се твоите успеси до сега во каратето? Што можеш да издвоиш како успех? Еден од мој најголем успех што имам сега е мојот марш надпревар што правав и правав прво место там. И имаме еден секу новембар за клубу што јас сум там и правиме надпревари секу новембар и секу пат победам и сум прво место. Да, а колку време тренираш карате? 4 години и за последните 2 години правам надпревари. Так. Добро, споменавме на почетокот во воведот на разговорот дека Англија е земја во која што спортот е на високо развојно ниво. Колку сериозно се занимаваш со каратето? Колку е тоа професионално? Колку е тоа насочено кон резултати? Да, за мене многу сериозно е. Јас 4 пат на недела одам на карати и имам еден фитнес план само за карати, што јас тренирам во теретана секој ден, да бидам побрза, посилна и да бидам подобро во надпревари. И многу ме сериозно и сакам да бидам подобро секој пат. Да, сега колку Англија е колевка на фудбалот, тоа е земјата каде што е создадена таа прекрасна игра што го окупира светот, нели? И претпоставуваме дека од она што може ние да го видиме, дека каде и да се свртиш во Англија околу тебе, секаде се зборува за фудбалот, се живее фудбалот и слично. Како е со каратето? Дали каратето воопшто ги интересира англичаните? Не дави многу во телевизијата карати, така не многу популарно како футбол, ама човеците сака да зна повеќе за карати и мислам... Целите и желбите за воиднина, нели кажа дека не е баш толку популарно каратето во телевизиските преноси и слично, низ медиумите, меѓутоа, во едни такви услови, во кои што имаш услови практично да се занимаваш со карате, со овој спорт на професионално ниво, кои се целите и желбите за воиднина? Што би сакала да постигнеш понатаму? Многу сакам да се надпреварам за Македонија и ке биде многу убаво. Имам контакти за и морав како камп во Македонија за карати. Морав да одав таа година, ама сакам да почекам да имам мој црно појас, да бидам подобро и да знам се и после пота ке одам. Да, сега, кои се... Имаш ли прво контакти со некои македонски карате клубови, со репрезентацијата, со федерацијата, дали сте во комуникација? Да. И какви се разговорите, во каква насока се движат? Има ли расположение за заемна соработка? Да, и како клуб и тетка ми води со човекото и сака јас да дојдам и јас сакам исто да дојдам, ама сакам да бидам подобро прво, сериозно и ке одам во кампето. Посакуваме да го постигнеш врвното ниво кое што сакаш да го постигнеш и потоа да ја представуваш нашата земја. Дали некогаш си била некој надпревар кога македонската репрезентација била фудбалска, кога играше на островот или некој клуб? Гледаш ли некој од нашите фудбалери кои што таму играат? Ни бевме во надпревар, мислам, лани, кога Македонија игри со Англија во
во Англија и Добро, не отиде баш на најсјајниот натпревар, меѓутоа добро. Тој е составен дел од спортот, нели пораз од 7-0, да? Одовме там и имавме македонски знамени дресови и многу ме милу дека јас кажам, јас сум македонка и јас борам за Македонија. Како ја репрезентираш Македонија вон каратето, да речеме, се уште не ја представуваш, меѓутоа се надеваме дека еден ден ќе имаш онаа норма која што е потребна, нели? Како ја репрезентираш ти таму Македонија? Зборуваш за твојата родна земја? Да, секако кажам во мој град и за Македонија. И ако сум родена во Англија, пак мој мама и тату од Македонија, така јас сум македонка и јас кажам јас сум од Македонија, многу убаво там и горда сум. Често доаѓаш? Да, секој лето дојдеме. И каде одиш најчесто? Струмица, дека живеем там, ама одам во Скопје, Охрид, Штип и многу убаво там. И сега животот тука и таму? Малку различно. Во Англија по дошима, во Македонија има повеќе сонце и мислам човеците по фини там, зато може човеците помили дука дека има повеќе сонце. Нема многу во Англија. Може би затоа сме повесели, да. Паулина Маказлиева, каратистка која што живее и тренира во Англија, сака да настапува за Македонија. Ова утро беше гостинка на програмата на Македонска телевизија, уште еднаш книгата од твојата тетка, Спирко Немирко, од Ксенија Маказлиева Трајчева. Ова книга, оној гледач што се јави, Сашо Трајковски, ќе може да си ја подигне на портирницата на Македонската телевизија со автограм од Паулина Маказлиева. Веднаш по завршувањето на емисијата ќе биде оставена таму и можете слободно веќе по 9 часот и 35 минути да поминете и да си ја подигнете. Добро, толку, Паулина, ти благодариме. Благодариме што дојдеш, што одвои време и те чекаме тука со некој резултат. Поздрав исто за мајка ми и за брат ми Алекси Горги и сите роднини и пријатели и многу сум среќна дека денес сум тука и во Македонија. И благодарам пак.